Госпоѓа Кацарска, европските лидери сите до еден имаат големи очекувања од овој самит. Дали се преголеми очекувањата кога се во прашање земјите од Западен Балкан? Очекува ли Европа премногу од регионот? Видовме дека се најавува инвестиција во инфраструктурата, милиарда евра за поддржување на дел од коридорите, меѓу кои честопати за нас најинтересен е коридорот 8. Меѓутоа мора да имаме во предвид дека и во претходниот период постоја можности, односно овие планови се разработуваа, постоја можности преку предпристапните фондови да се поддржат делумно и дел од овие средства и беа на располагање веќе, меѓутоа земјите не ги користеа. Така да се навратиме на вашето прашање, топката е кај нас, да се обидеме да се организираме и да работиме на прашањата со соседите, бидејќи несомнено овие прашања се всушност инфраструктурни, ќе влијаат и на соработката со соседите, бидејќи се ова големи проекти сами по себе. Втората точка за која што се говори е некаква форма на регионален пазар, за која што ако погледнете и во известувањето од Европската комисија се уште е во разработка, односно и комисијата е многу внимателна со својата терминологија. Не е усогласена се уште рамката во која овој нов формат на соработка би се одвивал, бидејќи постојат и одредени сомневања во дел од земјите како што се Албанија и Косово, постои прашањето на каква асиметрија имаме помеѓу државите, така да се уште имаме прашања кои што се на агендата, кои ќе треба да видиме во наредната година како ќе се разработат во пракса. Конкретно за Македонија, Европската унија во време на минатата влада прекина некои европски фондови, сомневајќи се во незината подготвеност да ги спроведе реформите и начинот на кој се трошат европските пари. Дали сега ова ново најавување на финансиска инjekција за Македонија може да биде некаков пресврт со оглед на тоа што знаеме каква е инфраструктурата и со каква инфраструктура располагаме сега? Било дали се работи за предпристапните фондови или се работи за оваа нова финансиска инjekција кој ќе биде некој формат комплементарен на предпристапните фондови, ние мора да имаме институции и луѓе внатре кои ќе бидат доволно обучени да планираат и да може да спроведат проекти од ваква тежина во одредена временска рамка. Ова не навраќа на прашањето дека дел од административните капацитети кои постоја во Република Македонија, како за координирање на процесот на пристапување во Европската унија, така и за управување со европските средства, односно со предпристапната помош, се намалени. Значи, нашите капацитети во последно време ослабнаа. Кратката приказна, ние повторно ќе треба институциите и органите кои што ќе се бават со овие прашања да ги опремиме, да ги зајакнеме, за да може всушност да се избориме дури и повеќе од она што е случај со предпристапните фондови, бидејќи тука ќе се работи веројатно за еден колач за кој што ќе треба да се борат сите земји од Западниот Балкан. Се употребува еден термин дека ова ќе биде квантен скок, вие велите нова шанса, втора шанса. Стигнавме ли до онаа точка од каде што нема враќање и може ли Македонија да ги исполни реформите во планот, да речеме 369, кои што се реално кратки? Ќе бараат долга работа, долга посветеност и воедно најчесто се протегаат повеќе од должината на една влада, односно на 4 години. Така да она што можеме да се надеваме е дека ќе се воспостави доволно добра почва за да тоа трае долгорочно и да може да го искористиме овој нов моментум. Значи има оптимизам кај вас за Па веројатно видите со оглед на тоа од каде тргнавме пред одреден период, сите имаме нешто што сме внимателно оптимистични. Иако веројатно ни треба барем 6 месеци или година дена да процениме на каде ќе се движат реформите и дали ќе бидат поставени веројатно барем на здрави нозе.